Вторник, 22 октомври, кратки вести во 12 часот. Република Македонија е прогласена за најбрзо растечка тивка туристичка точка, што ја прави идеална дестинација за оние кои уживаат во лежерниот одмор, стои во написот на Daily Express, честопати занемарена од патниците, а може да се пофали и со едно од најстарите и најдлабоки езера во Европа, Охридското езеро. Спокоен рај, што од корисник на TripAdvisor е наречен најубавото место на земјата, а препорачуваат да се види црквата Свети Јован Канео. Самиот град може лесно да се помине пеш, заштедувајќи им на посетителите поголеми транспортни трошоци, стои во написот на Daily Express. Во реонот на селото Брчево исчезна лице од Струга. Оперативниот центар на планинската спасителна служба вчера бил алармиран од секторот на МВР. Лицето е со потекло од селото, а истото предходниот ден се упатило да собира шумски плодови и се до 16 часот и 30 минути според соседите од селото не се вратил во својата викенд куќа. Тричлена екипа од планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид и водич на куќе за пребарување од Сдруженијето Куќе спасител од Охрид во координација со Струшката полиција од утрово се на терен во обид да се лоцира исчезнатото лице. Покрај тоа, повеќе од еден месец се трага по исчезнатото лице од Белгија, 72 годишниот Марк Јорис, кој планинарел во реонот Охрид, Струга, Дебар. Клавирското трио составено од Ана Кузмановска на пијано, Лина Николевска и Антица Николовска на виолина имаа забележителен настап на престижниот фестивал Златна лира во Скопје. Настап обезбедија после освоената прва награда на годинашниот меѓународен натпревар Охридски бисери. Младите охридски музичарки изведоа дела од Тартини, Шостаковиќ и Шнитке на воодушевување на многобројната публика која ги награди со силни овации и аплауз. Тие уште еднаш докажаа дека само со љубов кон музиката и посветена работа може да се постигнат врвни резултати. Времето денес претежно сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.